Како што гледаме, продолжуваме со темпото на асфалтирање улици, рехабилитација. Тоа што го започнавме пред неколку месеци, веќе сме достигнати на 40.000 квадратни метри асфалтирани улици, рехабилитирани, кои што овој втор реон кој што моментално го гледаме, го зафајче и просторот каде што е лоциран и домот за стари лица Киро Крстевски Платник. И тоа е од огромно значење, бидејќи досега со години овде имаше само дупки, оштетени позиции, неасфалтирани делчиња кои што навистина во кратко време успеавме да ги рехабилитираме. На половина сме од проектот, кој што имавме проект со програма да бидат околу 80.000 метри квадратни и со тоа докажуваме дека динамиката на работа навистина е на најбрзо ниво. Второ нешто кој што денеска исто така во Прилеп вреди да се пофалиме, тоа е воведот во работот пред неколку денови на новиот водовод во населено место Канатларци, каде што во должина од 2100 метри имаме нов довод на вода и реконструкција и обнова на старите бунари и реконструкција, односно изградба на нов бунар со пумпни станици. Со тоа капацитетот на водоснабдување конечно после долги години ќе биде на задоволително ниво со некаде околу 9 литри во секунда, за разлика од досегашните едва 4 литри, кои што навистина на тоа населено место им беа недоволни, посебно во летните денови, бидејќи местоположбата на Канатларци е таму каде што е. Тоа е навистина едно сиромашно место за ископување на природен, односно за природен доток на вода, а и поголемиот прираст на население, кој што од година во година се зголемува, сега е околу 1200 жители и тоа е за поздравување во секој случај, бидејќи наталитетот и тоа како ни значи во нашата општина. Јас воедно би сакал и да им го честитам вчерашниот прв ден на првачињата, но и за почеток на школската година на сите ученици и нешто кое што можеме со гордост да го потенцираме, тоа е дека локалната самоуправа одвои од буџетот сума која што е за 664 дечиња обезбеден оброк со здрава храна и со тоа го подобруваме и квалитетот на живење и условите каде што новите првачиња влегуваат за нив една нова средина. Воедно, јас би го спомнал и денешниот, односно почетокот беше од вчера, ги поканувам сите граѓани како од Прилеп, така и од другите градови во Македонија. Во Прилеп имаме одлична манифестација, тоа е фестивалот на пивото, каде што во огромен број синојче, а и денеска и утре го продолжуваме со добра скара, ладно пиво, музика и добро расположение.